Од денес па се до 13 декември, повторно Јане Миланов ќе биде во првата фотелја на градот, овој пат не како заменик градоначалник, туку како веде градоначалник на Штип. Ова е една од одлуките на Советот на општината кој денес одржа седница во намален состав. Одлуката беше едногласна и неспорна, изјавија дел од советничката група на СДСМ кои велат дека не се согласни во постапката на опозицијата, односно на советничката група на ВМРО ДПМН која ја напушти седницата под образложение дека представниците на партијата на власт прават обструкции и го кршат деловникот за работа и им ги ускратуваат правата на советниците, особено во делот кога треба да направат избор дали ќе ја следат седницата со физичко присуство или пак онлайн. Иако претходно навремено им се доставени сите материјали за одржување на седница, можноста за измена на дневниот ред им овозможи на советниците од ВМРО ДПМН да се изјаснат за измена на начинот на одржување на седницата. Зошто опозицијата инсистираше на одржување на протоколарни здравствени препораки и одржување на онлайн седница, никој не проговори официјално. Неофицијалниот став на партијата на власт е високата галама која ќе ја продуцирале советниците во вербалните пресметувања за прашањето од дневниот ред, како и предлог прашање кои евентуално ќе ги поставила опозицијата, а кои ќе предизвикале бурни дискусии. Тоа ќе значило кршење на здравствениот протокол во време на пандемија по неколку основи. Став со кој не се согласни опозиционерите, чии високи представници секојдневно гласно говорат за најстрога примена на протоколарните здравствени мерки. Контрадикторности во хоризонтална на партиско, државно, локално ниво не се ништо ново. Но за предвидувањата на текот на седницата на Штипскиот совет не коментира преседавачката која спротивно тврдењата на советничката група на ВМРО ДПМН изјавува дека деловникот за работа дословно е почитуван. По добиените сознанија дека дел од советниците имале директен или индиректен контакт со лице кај кое што е потврдено присуството на COVID-19 и истите се ставиле во самоизолација со цел заштита на јавното здравје, беше донесена одлука за промена на начинот на одржување на седницата. Особено жалам што советниците на ВМРО ДПМН и на коалицијата, иако беа уредно известени за причините поради кои што е променет начинот на одржување на седницата, не се појавија на истата и со тоа покажаа дека за нив не се важни интересите на граѓаните и интересите на за непречено функционирање на општината, туку за нив се важни само ситните политички поени кои што би ги добиле со манипулација на граѓаните. Напуштањето на седницата на која советниците го имаа законското право преку гласање да изберат веде градоначалник, јавноста го толкува различно. Само ускратувањето на правото на глас или бойкотирање на оваа седница на Штипскиот совет некои го толкуваат како предвреме подпишана капитулација во трката за избор на градоначалник која ќе следува по 2 месеци. Друг став на дел од јавноста се однесува на можни меѓупартиски договори и политички игри помеѓу позицијата и опозицијата. А додека третата предпоставка на јавноста се однесува на тоа дека со напуштањето на седницата на советниците од ВМРО ДПМН на своето постојано гласачко тело му упатуваат порака дека се обесправени и дека гласачите ќе треба за 2 месеци да го дадат сопствениот максимален допринос, со кој во Штип ќе се позиционираат градоначалник од редот на опозицијата. Како и да е, престојните 2 месеци се очекува тестирање по сите основи на штипската политичка сцена, чија колоритност или монотонија ќе зависи од расположението на неговото височество гласач.